Почитувани, добре дојдовте на подкастот на Националното здружение за МС, МС за почетници. Јас сум Ана Карајанова Димитрушева, овој пат во улога на водител на овој подкаст. Наш денешен гостин е главна медицинска сестра на Универзитетската клиника за неврологија Гордана Димевска. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и од мене, Ана, и ви благодарам на поканата и можноста да кажеме некој збор за оваа тема. Значи, за почеток, да истакнеме дека секоја година во Македонија се диагностицира 90 до 120 нови случаи со мултипла склероза. Значи, секогаш би била актуелна оваа тема, затоа што имаме, за жал, секоја година се нови лица со МС. Ајде да започнеме да ги запознаеме новите лица со МС, што е мултипла склероза и како се развива оваа болест. Така е, Ана, за жал болеста зема се поголем замав, како што сте информирани, негде околу 2,8 милиони луѓе во светот веќе се диагностицирани со оваа болест, а според нашите последни статистики, околу 2027 пациенти се лекуваат или пак се јавиле за преглед на Универзитетската клиника за неврологија. Мултипната склероза всушност представува хронична автоимуна болест која го зафаќа централниот нервен систем, значи големиот мозок и работниот мозок. Во поново време, како посебна форма е демиелинизацијата на оптичкиот нерв. Всушност, како што спомнав, проблемот настанува кога се губи онаа обвивка, која што се нарекува миелин, настануваат инфекција, останува лезија и со тоа се намалува спроводливоста на нервите во однос на импулсите. Така, значи, ајде да го објасниме малку подобро за новите лица со МС. Некаде прочитав дека она што го објаснивте сега, обвивката на нервите е оштетена и така натаму, некаде го имаше објаснето како еден кабел, каде што изолаторот на кабелот е оштетен и нема трансмисија на сигналите. Така. Точно, за да може да го разбира тоа, да можат да направат споредба дека самиот нерв да го споредат со каблите за спроведување на струја. Мобилен телефон, да, па се нервираме, не ни функционира, да. Така, ви благодарам. Вака сега, кои се најчести симптоми и како може да се менуваат со текот на времето? Вака, не постојат две лица кои е диагностицирана на оваа болест да имаат исти симптоми. Може да имаат слични симптоми и најчесто опфаќаат замор кој што не е поврзан со физичка активност. Понатаму може да имаат проблеми со видот, од типот на замаглен вид или дупло гледање на сликите. Може да осеќаат пецкање или некоја слабост во одреден екстремитет и обично варираат симптомите во зависност од тоа во кој дел од мозокот се овие лезии. Каде е всушност оштетувањето, затоа што секој дел од мозокот е одговорен за одредена работа, односно за одредена функција која што ја вршат. Добре, кога ќе погледнеме снимка од магнетна резонанца, дали може да се предвиди која лезија и какви оштетувања би чувствувал пациентот? Да, секако, дека лезијата ги одредува и симптомите. Така, ако пациентот има оштетување, односно демиелинизација на оптичкиот нерв, логички е дека ќе има проблеми со видот. Доколку има, значи во било кој друг дел од мозокот, сега тоа повеќе би можеле лекарите да го објаснат. Така. Секако дека ќе има оштетувања во смисол на слабост, во смисол на трнење на некој дел од екстремитетите и така. Друго што би ги интересирало новодиагностицираните пациенти со МС. Не знам, како например, лице со МС како да препознае дека се работи за релапс, односно нов напад? Пред да ги објасниме начинот на кој што они може да утврдат дали се работи за релапс, може би подобро е да им ги објасниме самите термини и формите на мултипна склероза. Значи, постојат неколку форми на мултипна склероза. Најчеста форма е релапс-ремитентната форма, односно тоа е форма во која што пациентите доживуваат одредени симптоми, се третираат и после тоа влегуваат во еден период на ремисија, односно кога болеста мирува. Таа е најчеста форма и се јавува за околу 80% од индивидуите кои се засегнати од оваа болест.
Сега доколку овие периоди се премногу чести, навлегуваат една во друго, односно релапсите навлегуваат во една во друга, значи постојат периоди на влошување, па периоди на подобрување, со тоа што нема комплетно подобрување, значи таа форма може да преиде во секундарно прогресивна форма. Примерно прогресивната форма па е форма во која што симптомите не се повлекуваат, туку само со секој нареден напад, атак, значи само се влошува состојбата. Сега постојат и така наречени клинички изолирани синдром. Тоа е некако како пред форма на мултипна склероза, бидејќи вие имате симптоми, меѓутоа се уште не ги исполнувате критериумите за да ви се постави дијагноза за мултипна склероза. Што не значи и дека понатаму во животот би развиле мултипна склероза. И посебна форма е радиолошки изолиран синдром, односно кога вие се јавувате за некоја друга болест, главоболка на пример, и при снимка магнетна резонанца на мозокот имате лезија, меѓутоа немате никаква симптоматологија. Значи, релапсот е всушност кога е болеста активна. За да вие препознаете релапс, мора да бидете свесни дека промените што ви се случуваат не се поврзани со некаква си инфекција, во спротивно се може да се дел од самата болест. Значи, се додека не се исклучи дека се работи за некаква си инфекција, значи не можеме да потврдиме дека се работи за релапс, нели? Тоа се истите симптоми, може да бидат зголемени, дали се тоа трнења, дали е слабост, дали се проблеми со координација, секако замор, значи некогаш може да бидат потенцирани, меѓутоа мора да исклучиме дека не се работи за инфекција, за да друга инфекција на било дали се работи за уринарна инфекција, дали било која друга. Така. Јас мислам дека гледачите ќе ги интересира што се е потребно за да се диагностицира ЕМЕ, значи кои све тестови и анализи треба да се направат за да, нели, и кој го има нормално докторот, најверојатно специјалист го има последниот збор каде што констатира дека се работи за мултипла склероза, меѓутоа кој е патот што треба пациентот да го помине за да, за жал му се констатира мултипла склероза. Секако, дијагнозата за мултипна склероза ја поставува лекар, специјалист, невролог. За да се постави една дијагноза, потребно е да исполнува неколку критериуми, тоа сигурно дека докторите подобро го знаат. Значи, многу е битно дека треба да се направат одредени испитувања, кои вклучуваат лумбална пункција, која што се работи исклучиво на Универзитетската клиника за неврологија, при што се прави анализа на ликворот, се прави електрофореза на ликворот и се одредуваат присуство на олигоклонални антитела. Значи, понатаму се прави магнетна резонанца и тоа во неколку, во неколку правци, со флер, да повеќе радиолозите го разбираат. Потребни се да се направат визуелни евоцирани потенцијали и сензорни евоцирани потенцијали и понатаму, нели, треба да се направи пред почетокот и невролошки преглед. И тоа е се од страна на невролог. Апсолутно, невролошкиот преглед нас не изгледа многу наивно кога ни го прават невролозите. Може би да, меѓутоа допирај нос или нели. Меѓутоа тоа се тестови со кои чукнување, со кои што ја испитуваат, нели, тие спроводливоста сепак на нервите, и тие точно знаат каде треба да. Така, нас не изгледа наивно, меѓутоа е многу сериозно. Апсолутно. Благодарам за разговорот. Ја мислам дека ќе инспирира барем 10 од луѓето со МС, од било кој уствари да инспирира барем 10 луѓе, ја мислам дека е успешен подкастот. Да се надевам. Ви благодарам за што не следевте. Чувајте се, чувајте го своето здравје, здрава исхрана, вежби апсолутно колку можете повеќе. Мислам дека ќе се видиме во следен подкаст. Довидување.